комисија за борба против корупцијата, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес на дневен ред ни е разгледување на годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција за 2020 година. Според извештајот, ДКСК 2020 година ќе биде запаметена како година на 4-месечен период на вонредна состојба, 8-месечен период на техничка влада, година на предвремени парламентарни избори и 10-месечно работење во услови на COVID-19. Во извештајот стои дека за 2020 година имало 550 пријави од граѓани за постоење на коруптивно однесување, злоупотреба на јавната функција и постоење судирни интереси. Од нив ДКСК формирала 102 предмети. И тоа, во областа на корупцијата донела одлуки по 378 предмети. Во областа судирни интереси донела одлуки по 157 предмети. За непочитување на забраните во текот на изборниот процес одлучила по сите... Зоран Ивице зајави преку Во областа на проверка на податоците од анкетните листови одлучила по 38 пријави. Гледајќи ја табелата за вкупно доставени пријави во 2019 година во споредба со 2020 година доставени биле помал број на пријави по сите основи. Гледајќи ја табелата, претпоставувам дека овие разлики може би се резултат на појава на коронавирусот во оваа година, кога граѓаните поголем дел од годината го поминаа во своите домови и немаа толку контакти и пристап до институциите и службените лица. Но и покрај ова, според извештајот, најголем број на поднесени пријави се уште се со наводи за постоење на сомнеж за коруптивно однесување на службените лица. Ме остави впечаток тоа што ДКСК во 2020 година развила апликација со која се овозможувало разграничување на пријавите по области. И тоа по области извршна власт, образование, здравство, урбанизам, локална власт и така натаму, и по видови на проблеми, спроведување на јавни набавки, вработување, издавање одобренија, решенија, лиценци, судски одлуки. Значи, според ова, се оди чекор по чекор напред и на овој начин сигурно претпоставувам дека ДКСК полесно би го утврдила ризикот од корупција. Но проблемот со несоодветен простор, недоволен број вработени постои и овде во извештајот, но и покрај овие проблеми и недостатоци сепак најголем дел Државната комисија успеала да ја оствари својата мисија, согласно и ги применила законите, донела превенција и репресија на корупција и судирни интереси. ДКСК како институција, согласно извештаите, се гледа дека функционира, но сепак корупцијата во Република Македонија никако да се намали. Може би со донесување на националната стратегија и петгодишниот акциски план за примена на стратегијата, овој проблем ќе се реши, тоа останува времето да го покаже. Затоа што треба да се примени таа стратегија, национална стратегија, која неодамна ја донесовме овде во парламентот. Сведоци сме на нееднаквиот пристап на институциите кон сите граѓани, а и бројни непочитувања на човековите права и слободи, кои ги дознаваме не само преку извештаите на ДКСК, туку и преку представките кои што се доставуваат до народниот правобранител. Сите сме свесни дека е изгубена довербата на граѓаните во функционирање на институциите, се гледа апатијата нивна, незадоволни се, револтирани, несрекни што живеат во такво општество. А како и да не се разочарани кога секојдневно не тресат скандали, поради кои што како држава не оставаме добар впечаток на европските институции кои се бават со мерење на степенот на корупција. Затоа и бевме етикетирани како хибриден режим според Економист. Исто така и во овој извештај на ДКСК за 2020 година спомнато е дека индексот на перцепција на корупција според Transparency International покажува дека во последните години Република Македонија стагнира во борба против корупцијата и бележи пад на ранг листа во споредба со другите земји. Во 2019 година била рангирана на 106-то место, а во јануари 2021 земјата бележи пад и се наоѓа на 111-то место.
Тоа значи дека корупцијата се уште се смета за сериозен проблем во нашата држава. Спомнат исто така во извештајот на ДКСК е и извештајот на Европската комисија за напредок на Република Македонија за 2020 година, во кој е наведено дека иако Република Македонија има постигнато напредок за истражување, гонење и судење на случаи на корупција на високо ниво, сепак корупцијата е распространета во многу области, поради што и се бара поактивен пристап од сите чинители кои се занимаваат со спречување и борба против корупција. Сметам дека извештајот на ДКСК за 2020 година сепак е прецизен, комплетен, остава впечаток дека се постапува и се работи по доставени пријави, дека како институција се обидуваат да влијаат на сите чинители кои се подложни на корупцијата. Но состојбата со корупцијата во Република Македонија е сериозна, што бара неопходни чекори за заекнување на сите институции надлежни за оваа работа, нивна независна и проактивност во постапувањето, за да се почувствува во иднина некаков резултат и неизино намалување. Благодарам. Благодарам, има збор пратеник од Азирија.